Никакви заплашувања, закани и навреди нема да не поколебат. Напротив, ни даваат уште поголема енергија, волја и мотивација за да продолжиме уште похрабри, поенергични и подлучни, велат од иницијативата за заедничка Македонија, кои продолжуваат со протестните маршеви низ цела Македонија. Потсетуваат дека никој не смее да си игра играчки со земјава и дека никој нема право да го крши уставот со тоа што незаконски ќе избира претседател на собрание, како да бира претседател на куќен совет. Од за заедничка Македонија бараат од институциите да бидат казнети сите кои се обидоа да извршат државен удар и вон уставните процедури да бираат претседател на собранието, како и да се состави правен тим со кој граѓаните на Република Македонија ќе ја тужат државата. Имаме еден апел да упатиме до органите за јавниот ред и мир и до основното јавно обвинителство. Тие треба да се работат својата работа, меѓутоа треба да бидат многу внимателни, да не се обидуваат само за да пополнат бројки и да прикажат дека ете нешто сработиле, да собираат луѓе и да приведуваат луѓе и да им одредуваат мерка притвор на луѓе за кои што немаат материјални докази дека направиле било какво дело од оние немили сцени во четвртокот на 27 април. Граѓанската иницијатива за Македонија денеска бара правна помош. Правна помош од интелектуалната елита на Македонија, не само правници, туку философи, социолози, психолози, уставни стручњаци, да составиме правен тим со кој граѓаните на Македонија ќе ја тужат нефункционалната држава, па макар тоа било и пред меѓународните судови. Од граѓанската иницијатива за заедничка Македонија посочија дека и по 65 дена ќе продолжат да чекорат по истиот пат по кој тргнаа, а тоа е патот за борба за зачувување на националните интереси, патот на граѓаните кои не сакаат да ја третираат Македонија како играчка и да ја води по патишта од кои нема враќање. Додаваат дека и понатаму мирно, достоинствено, цивилизирано, со многу волја и после сите обиди за деморализирање на граѓаните ќе продолжат со својата мисла и цел да зачуваат унитарноста на Македонија.